Благодарам, почитуван народен правобранител. Добро е што констатиравте дека немате соработка со владата. Ова немате, ќе ви кажем и зошто. Бидејќи еден од годишните извештаи каде што најрелевантно се оценува состојбата во сите државни институции и во општественото живење е токму извештајот на народниот правобранител. Иако извршната власт тоа го чувствува како критика, затоа го немате, ја немате поддршката за вработување до комплетирање на овие работни места, систематизирање на работните места и пополнување. Бидејќи, ако ги имате, ќе имате дополнително ресурси да можете дополнително да им навлезете во сите постапки кои што ги водат, а тоа одговара на извршната власт. Тоа е еден од клучните моменти каде што влијанието на извршната власт во однос на вработувањето кај народниот правобранител ја создава зависноста на оваа институција од извршната власт. И истата не може да функционира целосно и со отворени раце за да целокупно ја диагностицира целата структура, односно целите постапки и криминогени состојби кои што се создават во функционирање на извршната власт, на институциите, на поединците, правата кои што им се повредуваат. Ова е наменски, затоа ја потенцирам, меѓутоа не можам да се согласам дека на ова работно место за заштита, повторно потенцирам, за заштита, вели вака, државен советник за превенција од тортура и друг вид на свирепо, нечовечко постапување или казнување. Ке може да одговори лице, како што потенциравте, единствено со, бидејќи опфаќало поширок спектар на области, наука на книжевноста. Не можам да се согласам со тоа, сметам дека за вакво работно место, по опис и попис на работни задачи, треба да имаме многу поширок спектар на звања, кои што можат да бидат инкорпорирани таму, и да, како што потенциравте, одредено лице со правни науки, мислам дека покрај тоа имаме и други науки кои што можат да бидат соодветни за да одговорат на самите задачи кои што ќе им ги зададете. Сепак, уште еднаш, сакам да ви потенцирам дека сепак сметаме дека треба овде да интервенирате во однос на поширок спектар на звања кои што можат да го пополнат ова работно место, а ви потенцираме дека секогаш ќе имате поддршка во однос на тоа дека треба да бидат комплетирани и треба да имате соодветни материјални и финансиски услови за работење, за да, ќе ви кажам, оваа обструкција која што имате е токму заради тоа, бидејќи давате соодветни и релевантни извештаи каде што се гледат сите карциномни клетки во општеството и сите девијантни појави кои што ни се појавуваат, диагностицирате многу, бидејќи имаме илјадници постапки кои што секојдневно се поднесуваат и барање на граѓаните до самите институции и истите се заглавани во лавиринтите на нивното работење. Да не ги напоменуваме и извештаите на Европската унија, да не ги напоменуваме и сите релевантни институции кои што диагностицираат токму корупција и криминал во највисоките ешелони на владата. Овие извршители во извршната власт, каде што е диагностицирана корупција и криминал, нема да му дозволат на народниот правобранител да навлезе и да ги разобличи и да ги разгледа сите овие прекршувања на правата на граѓаните. Затоа ве повикувам, доколку сметате, да може овие систематизирани работни места да се опфатат со поширок спектар на дејности и образование, за да имаме соодветно, правилно и рационално искористување на ресурсите, човечките ресурси зборувам, и да имаме ефект од ваквите вработувања. Ви благодарам. Ви благодарам.